како што ви најавив и на почетокот на емисијата, е првиот разговор за ова утро. Еве сега ќе ги видите веќе и гостите, веќе се сместени на десно од мене, во десниот агол од студиото, заедно со нашата Сузана Турунџиева. Сузе, добро утро до тебе. Добро утро, Иренче. Добро утро и до овие две прекрасни девојки, Илина и Јована. Предпоставувам дека се сестри. Сестрички, така, гледам по презимето. Ке промовирате нов спот и нова песна, насловен како Зошто? Зошто? Хајде, да слушнеме зошто. Зошто вака на сред лето се тие толку вредни и амбициозни, ке ни кажат и сами. Добро утро и од мене официјално, Илина и Јована. Не сте прв пат, ова е веќе ваша природна средина, така, нели? Да. Неуморни, вредни и многу талентирани. Не случајно многу од порталите денови ве пишуваат и за вашата песничка, дека сте наши музички бисери, и јас се радувам што така ве препознава и публиката. Ова официјално ви е 16-та песна, но само 4-ти спот, нели? Да, така е. Добро газиме, ми се допаѓа тоа што го држите ритамот и што веројатно и возвраќате со музика на публиката која ве следи, а фановите гледам дека се побројни, се повеќе, така. Од каде да почнам? Честитки прво за уписот во музичкото училиште, во средното музичко училиште, Илина, од каде што стартуваш во септември, така, нели? Да. Прва година во средно музичко. Како си возбудена по ова прашање? Па искрено возбудена сум, среќна сум за новиот почеток, меѓутоа тоа нема да ми биде некоја нова средина, затоа што одевме Во нижото во нижото музичко и истата средина е всушност. Да. Предпоставувам и повеќе деца кои заедно бевте таму. Да, има и тоа ми е некако олестителна околност, затоа што не одам во непозната средина, секако дека сум возбудена и дека ќе има нови работи, меѓутоа нема да биде ништо страшно и не ни размислувам се уште многу за тоа, некако гледам да си го искористам максимално летото, ама веќе почнувам помалку да се подготвувам. Браво, одлично е. Јована ќе биде 8 оделение во основното училиште Невена Ѓорѓиева Дуња, така, нели? Така е. Так. Кога ќе те види вака човек, навистина ќе помисли дека и ти си средношколка, Да. но сепак природата си е тоа, генот си е тоа, и јас верувам дека и си една од повисоките во вашето училиште, така? Па да, мислам, во моето оделение и повеќето деца сме високи, ама да. Так, која од вас поседува часови по глума или двете заедно? Двете заедно. И како се гледате себе си, повеќе на музичката сцена или на театарската сцена? Во последно време повеќе на музичката, затоа што глумата секако дека е тука, ама некако повеќе се посветивме на музиката, иако и двете подеднакво ги сакам, ама моментално сме поактивни на музичко поле, да речеме. Так, вашите почетоци се многу одамна на детските фестивалчиња. На многу, речиси на сите детски фестивали низ земјава сте имале прилика да настапувате, некаде и да добивате награди. Која ви е најдрага награда, Јована? Па не би можела да издвојам една. Немаме добивано толку награди, затоа што повеќето биле ревијални, јас малце се вклучив, ама немам врска. Ама, еве, интересно е таа кога добивме за најмлади учесници на Тралала во Битола. Тогаш бевме најмалечки и некако тогаш бевме прв пат на тој фестивал, после втората година беше поинакво искуството и беше многу интересно дека бевме малечки и таа награда беше би ја издвоила. Би ја издвоиле. Убавото и, да речем, специфичното во вашава музичка приказна е тоа што некако семејно ги создавате песните и кога во едно семејство тимски се работи, тогаш успехот е неизоставен. Така, тато ја прави музиката, мама ги прави текстовите, вие сте тука само да сугерирате или можеби нешто да дадете насока вака или онака. Ве консултираат ли кога ви ги создаваат песните? Да, не консултираат, ама тие ги пишуваат, ама и Јована помага повеќе, еве ти кажи. Ајде, Јована, истакни се, те молам ти на тоа прашање. Па секогаш прашуваат за совет. Јас бидејќи пишувам други песни, не мислам Какви песни? Поезија? Поезија пишуваш? Да. И понекогаш знаат и мене да ме прашаат, ама ништо повеќе од Илина, секогаш заедно правиме се. Мислам, во главно тие ги пишуваат текстовите. Да, и даваме сугестии, меѓутоа, мислам, Јована е таа што
некако е повеќе го сака тоа да пишува песни. Двете даваме подеднаква сугестија, ама јас сум лекторот, со мајка ми најчесто, и ние најчесто ги исправиме татко ни и Јована за некој збор доколку не е литературен, и во таа смисла јас сум повеќе вклучена, а за некоја идеја, некој стих е Јована. Еве, може така. Си се кажувате состанок? Велите ли во толку часот на маса сите седнат и имаме бизнис средба? Приватно си е приватно, сега дискутираме за работа. А, има такви моменти? Не. Никогаш не се договараме кога ќе седнеме така. Да, татко ни ќе дојде од доле му е студиото, се качува и ќе остави само USB-то и ќе рече слушај сега што сум направил. Тој најчесто така почнуваат состаноците. Дали таква беше и случката со песната Мајка која ја промовиравме, не знам дали минатиот или предминатиот пат кога беше посветена на вашата мајка всушност, дали тоа беше по целосно изненадување и за вас или знаевте дека се крчка нешто посветено на мама? Па тогаш ние знаевме бидејќи песната прво татко ни ја направи на клавир додека седеше и наш ни покажа што направил. Да. Заедно ја правевме и текстот кога го пишуваше, бевме тука и за нас не беше ново, ама тоа беше повеќе изненадување за мајка ни. За неј се која не знаеше, предпоставувам, што ја чека. Да. Како котира таа песна? Таа песна мислам дека повеќето ги допре некако. Мислам дека на секој што слушна од вака блиски што ни кажува, на сите првата реакција им била солзи. Емотивно ги допрела, да. И поентата беше, и се надевам дека успеа да не потсети што значи поимот мајка. И некако, не дека нема успех таа песна, меѓутоа повеќе некако емотивно се врзуваат за неа, а не признаваат толку. Например, многу деца од моето одделение ништо, нема никаква реакција, ниту пак ми кажале, а неколку па ми кажа дека се расплакали. Некако се срамат на, знаете, за таа песна да признаат. Да, вие сте во таква возраст во која и малку е специфичен, нели, коментарот, па ми се чини дека треба да поминат години кога да си легне и самата песна и вие да пораснете, да созреете и емотивно, и физички, и психички, и секако, за да можете да ги видите нештата од друга дистанца. Ајде да го ставиме малку фокусот сега на зошто. Зошто е зошто? Како се случи зошто? Па, песната беше направена, односно напишана од поодамна. И прво планиравме да испадне нешто скроз друго. И побрза да биде, и строфата беше друга. Да, и текстот беше друг на строфата, дури и мелодијата малку изменивме. Во која насока се движи текстот? Па, љубовен? Да, љубовен, ами како се знае дека љубовта е двигател на се. Тие години не се што да правиме. И стоеше долго. Ти ги правеше корекциите на текстот? Не, заедно гледавме што да смениме, што да тргнеме, бидејќи не се сеќававме добро и баш на мелодијата и се, бидејќи ете да кажем стоеше во фиока долго време и стоеше до пред неколку месеци, пред почетокот на летото почнавме да работиме тогаш. Да работиме и направивме некои измени и дури стилот на песната се смени. И свативме дека сакаме да биде некој реге, да има труби, да биде летен и да ја извадиме летова песната. Така ни се смени планот, да речеме, за таа песна и почнавме да ја работиме, не знам, месец дена пред да почне летото. Бевме при крај со школа и така. Одлично. И со леснотија течеше и снимањето, спотот каде се снимаше, со кого го работевте? Спотот се снимаше во Пул Гарден, тоа е една вила во Скопје. Со базен. Да. А спотот го работевме со Дарко Јовановски. И предпоставувам дека брзо течеше се, така нели? Да, многу беше интересно тој ден. Да, тоа не беше мачено, туку беше баш уживање, да. Да не беше на оние најжешките денови 40+. Беше во таа недела. Во таа недела? Но среќа што местото имаше базен, па се разладивме. Да. Одлично. И не беше толку топло. Да, а кога се работи нешто со љубов, негорештините не може да го спречат тоа или да биде мачно или Апсолутно, предпоставувам и заради тоа дека и вие во текот на овие летни денови, кога се сите ваши врсници на распуст, лабави, без никакви обврски,
па дури не ни гледаат на саат, освен во своите телефони. Сте сработиле нешто, еве вака, и сте ни покажале дека и распустот работно го трошите. Што се друго прават вашите генерации? Мојот впечаток е, ке констатирам за жал, дека се помалку читаат вашите генерации книги, што мене многу поразително ова ми делува. Дали сум во право и дали вие подчитнавте нешто ова лето? Секако дека подчитнавме. Затоа дека не читаат нашите врсници, има вистина, на вистина не читаат и дури на некои ме срам да кажат дека читаат. прочитале книга. Да, и мислат дека се фраери ако не читаат. Меѓутоа, јас мислам дека тоа на вистина не е во ред. Иако нашите другари, например, имаме и доста што читаат книги. Знаете, во таква средина сакаме да бидеме и има и на вистина што не читаат, ама има и... Да, што не читаат само лектири. Да, ама има и поинакви примери, добри примери, каде што и лектирите ги читаат и не е се толку безнадежно, да речеме. Има и добри деца кои што навистина се трудат да... Така. Јована ни е помалата сестра во приказната, или да речеме сугарето во квартетот Николовски. Така, колку ти си привилегирана, Јована, дека си најмала во ова ваше музичко друштво дома? Па, искрено не многу. Секогаш гледале да биде еднакво за двете. Мислам, немам такви привилегии. Немаш такви привилегии, ама полесно е да имаш повозрасна сестра, па да можеш покрај неа вака и ти да се, нели, да поминеш на места каде што и повозрасни деца од тебе. Да. Претпоставувам дека и ти читаш исто како што каже и сестра ти, така, нели? Да. По колку книги ова лето исчитавме? Па, искрено, јас почнав повеќе. Прво почнав друга книга, што стварно ми беше интересна, ама ја прекинав за да читам лектири. Има неколку, ама една е... Да. Во моје време, да не ви кажувам каков закон било да се чита книги, па лектирите биле прочитани уште во текот на јуни. Една мува имаме многу досадна, може би гледачите ја забележуваат, но и неа и се допаѓа муаветот, така да сака и таа да биде во ваше друштво. Значи, јас кога бев дете, во јуни беа прочитани лектирите, од 1 јули веќе почнуваа да се читаат останати книги, се што ќе ни препорачаат во библиотека, се знаеше, наутро се станува рано, се појадува и се оди во библиотека. Дали вие одите во библиотека? Да, одиме. И мајка ни понекогаш ни зема книги, ами ние одиме и онака интересно им ќе се прошетаме, ќе си земеме книга. Најчесто одиме со велосипеди, така тоа ни е едно излегување на некој начин. Да. И бидејќи го споменав квартетот Николовски, тоа е вашето семејство, нели, кое создава музика и вашите песни, има ли шанси во блиска еднина сите четворица да ве видиме во една песна, ама сите заедно да го земете учеството со пеење? Не. Искрено, малку тешка би била таа работа, затоа што мајка ни не е музички образована и пењето и не ја води толку. Да, таа многу убаво игра. Еве ќе ги поздравим и на кои двајцата родители, мајка ни сега тука, татко ни начека таму, да. Ама мајка ни многу убаво игра и има ритам, но не знае баш убаво да пее. Да си ја знае улогата во следната песна, ќе игра мама. Да, доволно е што ќе игра, па се разбира дека и тоа е нешто, нели, нема да плаќате танчери во спотот или балетска група. Да. Убаво би било, навистина убаво би било, бидејќи музиката ја создавате заедно, еве тоа нека биде само чисто како еден предлог за размислување за некоја идна песна. Ви благодарам што ова утро ни дојдовте рано наутро.